Добар ден! Ново издание на емисијата Алфа Ординација и денеска се грижиме за вашето здравје. Наша денешна цел од гледачи се жените кои што имаат намера да станат мајки, оние кои што се во бременост. Ке зборуваме за задолжителни скрининзи во бременоста. Јас се сеќавам дека пред 20 и повеќе години жените во својата бременост одеа многу поретко на својот гинеколог, одеа ретко на прегледи и бројот на прегледите и видовите на прегледите беа навистина помали. Денес се прават навистина напори и мајката и бебето да бидат со најдобро здравје, а затоа служат и овие емисии да им дадеме инструкции, информации, совети на идните мајки како да го чуваат своето здравје и во оној период додека се во бременост. Наша денешна гостинка е доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, специјалист по гинекологија и акушерство, ни доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Денеска ќе разработуваме една тема која што мора да ја знаат сите оние кои што се подготвуваат да бидат мајки и оние кои што еве во периодов се во својата бременост. Зошто велам мора да знаат, бидејќи прегледите, скрининзите се навистина нешто неопходно за здравјето на мајката и на бебето. Ајде да кажеме на почетокот кога треба трудницата да почне со тие редовни прегледи? Значи, трудницата, посебно оние што се за прв пат во животот трудни, кои што се уште не знаат ни што да очекуваат, не се сигурни ни дури кои се симптомите за рана бременост, меѓутоа првиот знак секако е она доцнење на менструација и во репродуктивното доба секако една од најчестите и најчеста причина за доцнење на менструација на жената е бременост. Откога ќе доцне менструацијата, жените најчесто проверуваат на домашен тест преку урина дали се бремени или не и секако и доаѓаат веднаш и во болница. Меѓутоа, акцентот да се стави зошто треба веднаш да се дојде во болница на преглед за да се утврди бременоста. Уште во првите недели е секако поставеноста и позицијата значи на таа бременост. Најважно во првиот преглед е да се утврди дали е бремена, колку е бремена, што е значајно за натамошното водење во бременоста и каде е таа бременост, дали се наоѓа на соодветно место во матката добро имплантирана или не дај Боже во некогаш се може да се работи за случај на вонматерична бременост, каде што и такако важно е тој прв преглед, каде што може да се утврдат тие работи за да знаеме како натамошни упатства да дадеме на жената. Од кога тоа ќе се востанови добрата позиција и утврдувањето на бременоста, понатаму почнуваат понатамошните разговори и планови за водењето на натамошниот тек од бременоста. Оние кои што, да речеме, не планираат бременност и оние кои што планираат, а прв пат се наоѓаат во таква ситуација, треба ли да им кажеме практично која е таа недела, колку денови од доцнењето на циклусот практично треба да очекуваат дека се во блажена состојба? Така, значи, имаме некое, да речеме, медицинско и народско сметање на неделите на бременоста. Ние како лекари бременоста ја сметаме по недели од првиот ден на претходниот циклус. Значи, доколку жената на пример добивала на секој 4 недели на 28 дена, веќе ако и доцни една недела, кога ќе дојде на преглед, доколку е бремена, ние викаме дека е бремена 5 недели, вклучувајќи го оној цел циклус позади, каде што жената не знае дека е бремена. Во суштина, по концепција, она е бремена 3 недели, бидејќи овулацијата се случува 2 недели нели после циклусот. Така да во таа
5-та недела кога ќе дојде на преглед, се уште немаме, може да имаме првите структури, се уште немаме ни ембрионално ехо. Веќе понатамошниот преглед во 6-та-7-та недела може да се очекува да го видиме ембрионот со првите срцеви отчукувања, каде што е нели тоа радосната вест е тука веќе за споделување на бременоста со семејството и околината и она каде што официјално може да кажеме дека жената е бремена и дека најверојатно се ќе биде во ред. Подеднакво ли важат правилата и за првородките и за оние кои што веќе имале зад себе бременост? Не подеднакво во смисла дека првородка нели не знаеме како ќе биде текот на незината бременост, иако сепак за кај млади, здрави, прави особи очекуваме исходот да биде најдобар, меѓутоа за повеќе родки и ние како лекари што ги водиме нивната бременост сме поопуштени, меѓутоа и самите жени, значи веќе си ги знаат симптомите, знаат што да очекуваат во нетелите, поопуштени се во односот на своето тело, промените, знаат што да чувствуваат, плюс тоа ако сме имале, значи жената ако се породила успешно во термин со здраво право дете еднаш, два пати, три пати, очекувањето тоа да се случи и следниот пат се многу поголеми и поверојатни отколку некој што немал бременост или не дај Боже што имал неуспешни бременности. И во таа смисла, да речеме, прегледите кај повеќе родки би биле каде што се све во најдобар ред би биле, да речеме, и поредки. Меѓутоа, тие што се задолжителни прегледи и за едните и за другите остануваат исти. Така. Сега, жената оди во болница, во амбуланта, кај својот гинеколог. Дали тоа, за да потврди дека бременоста е сигурна, дали тоа се смета за прв преглед? Тоа секако, ако сме прегледале прв пат, тоа би било прв преглед. Не што содржи првиот преглед? Значи тоа што го напоменав, значи првиот преглед е оној каде што ќе утврдиме позицијата кога сме виделе, веќе потоа се обавуваме еден разговор со пациентката, вклучувајќи незината детална анамнеза, значи во смисла дали имала некои претходни посериозни заболувања, некои наследни бременности, дали знае која крвна група е, дали претходно била бремена, значи се запознаваме со историјата на пациентката со болеста, значи кој профил во какво здравје од она што она ќе ни го каже во моментот, да знаеме во која насока да го закажеме следниот преглед и следните испитување. Значи првиот преглед е, освен тој ултразвукот, е запознавање со пациентката доколку нели не се знаеме претходно, посебно незината репродуктивна историја и некои операции што би биле битни за нашата проблематика. Така. И закажувате следна средба, кога да биде тоа? Закажуваме следна средба, најчесто, значи, жените се често нестрпливи доколку дошле веднаш по доцнењето на менструацијата и се уште не сме виделе срцева акција. Може би за 10 дена, за 2 недели би ја закажале таа срцева акција, некогаш и во други земји дури е подоцно. Меѓутоа, секоја жена сака да знае, нели, што побрзо, дали плодчето оживеало, што би рекле народски. Така да, околу 6-7 недела се закажува контрола за да се види дали имаме срцева акција, па понатаму следат другите контроли. Добро, сите тие контроли, прегледи, скрининзи ги правите на 3 месеци, односно ги сметате како тромесечие. Да кажеме за првото тромесечие, што е важно, какви се прегледи се прават, што треба мајката да знае? Така. Добро, кога се збориме за скрининзи, најчесто се мисли на ултразвучните скрининзи, меѓутоа не само тие се битни за исходот и за текот на бременоста, има и други испитувања, без разлика дали ќе ги наречеме скрининзи или не, кои што се и tekako важни во текот на бременоста, така да по тромесечие, еве да кажеме да почнеме од првото тромесечие, што би требало, значи, да се направи. Еде би почнала од прво од ултразвучниот скрининг, оној што е
да речеме, доста битен и акцентот и во светот се става во првиот триместар што повеќе работи да може да се увидат, каде што дури не де Боже ако има некои аномалии кои што се инкомпатибилни со живот или не сакани, да може бременоста да се прекине уште во прв триместар. Значи што се утврдува со имаме некои ултразвучни маркери кои што ги следиме на ехо, како што е веќе знаат сите нухална транслуценца, тоа е една бразда позади вратчето, со вода, носната коска, еден крвен сат во срцето и така натака некои други работи, со кои што ни се некои маркери за хромозомски аномалии. Значи, заедно со тој ултразвучен скрининг, значи, може да се прави со биохемиски параметри хормони од крвта, во комбинација со ултразвучниот скрининг, тој е еден тест што се вика приска, исто така ја зголемува веројатноста доколку тој е во ред дека бременоста, дека мајката нема ризик од носење на плод со хромозомски аномалии, меѓутоа тој тест не е диагноза, да напоменеме, тој не кажува 100% имаш, немаш, него е скрининг метода. Друга работа што исто така се прави во овој период негде над 10-та недела, што е моментално, се има голем замат во светот, стара е само неколку години, е каде што е неинвазивна метода, каде што преку мајчината крв се кој ќе се извади крвта, значи се со посебни методи се издвојува феталната ДНК што циркулира во крвта на мајката и според тоа се одредуваат тие некои хромозомски аномалии и оваа метода има тенденција понатаму да ги замени инвазивните методи како што се хорион биопсија или амниоцентеза, така да се повеќе е тренд и тоа да се прави. Меѓутоа, било која од овие методи не може да го не е обавезна за секоја пациентка, не се ни препорачува, туку е ако сака пациентката и ако сака, доколку ние увидиме нешто што не ни се допаѓа, нешто во врска со возраста и така натака. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се неинвазивни, немаат никаква штета и ризик по плодот и по мајката, нема штета ни да се направат. Значи, исто така во оваа недела овој ултразвучен преглед кажува доста од тие работи, значи веќе се гледаат, веќе плодот е оформен, рачења, ножења, се уште органите не се доволно големи за целата анатомија да се види на фетусот, меѓутоа овие некои параметри се гледаат и се многу важни да се тој преглед меѓу 11-та недела и 13-та и 6 дена да се направи ради тоа што некои од тие маркери во подоцнежна бременост исчезнуваат и не може да се видат. Секако би кажала за ова тромесечие, освен за ултразвучниот скрининг, скринингот за инфекции, значи да се направат микробиолошки брисеви, знаат нели сите гинеколозите што како кој комплет. Значи се прави баш во ова тромесечие, во првото тромесечие, заради тоа што и тоа кон крајот, да речеме, на тромесечието, ради тоа што веќе е завршена органогенезата, во смисла доколку се појави некоја инфекција да може да се лекува, ако треба и со антибиотици и слично. Исто така е доволно рано таа инфекција да се излечи, да не дојде, не дај Боже, до ризик до предвремено породување, прскање воденик, инфекција на плодот и слични работи. Значи, една од пообавезните работи е секако тоа, заедно со испитувањето на урината и обичната крвна слика. Значи, урината не само уринокултура, него биохемиски анализа на урината, каде што гледаме што содржи урината, тоа е скрининг за протеини и така натака, може на тоа ќе се навратиме кога ќе збориме за другите тромесечија. Исто така да се каже дека и претходно доколку жените млади немале некоја навика да мерат притисок и слично, значи во бременоста треба редовно да се мери притисокот, поготово тоа што не може секогаш да се препознае дали е висок или низок. Физиолошки би требало да се снижи притисокот и тоа ќе го почувствува пациентката најчесто сама, меѓутоа високиот притисок кога не е многу висок, може и да не се почувствува, а е битен за доколку се појави да се обрне внимание и на други испитувања и регулација на истиот. Така да таа некои базични испитувања како
тежина, крвен притисок, крвна слика и урина еднаш во месецот, еднаш од 2 месеци би биле окей да се прават. А брисевите во прво тромесечие, после по потреба, после во третото тромесечие. Така. Може ли да ни кажете каков ризик се практично вагиналните инфекции? Може, како да кажам, ризик. Значи, доколку се диагностицираат, има бактерии кои што, да речеме, априори би требало да се лечат и ние ги знаеме кои се тие и треба пациентките да не слушаат, да не се плашат дека нешто ќе ги дадеме што ќе го загрози нив или плодот. Има антибиотици кои што се користат 50 години, кои што не се тератогени и така натака, кои што и такако ќе го намалат ризикот од, не дај Боже, инфекција на плодовите мембрани, постелка, не дај Боже, и плодот и овие скратување на грлеч, прскање воденик или предвремено породување. Секако не море тоа, може, не дај Боже, уринарна инфекција, пошто се кај жената, пошто од прогестеронот и од притисокот на матката тие мокречните канали се помлитави, застојот на урината во нив е поголем и каде што имаме заисто, значи, доколку има некоја инфекција, може да се појави поголема инфекција во смисла на цистит или не дај Боже некоја да се качи до бубрегот, па да имаме и ренална колика и некои други компликации. Значи, сите тие работи треба да се следат, што не значи дека може да се случи дека некоја трудница која што не била никогаш на преглед, доаѓа на крај на пороѓај, тогаш се земаат брисеви и скачаат еден куп бактерии, не за ништо не е, ни на плодот, нели сега. Добро, се случуваат и тие работи, нели нема 2+2 во медицината, не сите ги прават тие работи, природата се погрижила се да биде во ред на крај и да ги заштити. Самата вагина прави, ја снижува својата киселост да се заштити од тие некои попатогени бактерии што виреат на некоја поголема пеха вредност на вагината. Меѓутоа сега тоа е веќе некаков си непотребен ризик кој што може да се спречи со едноставно посета на матичен гинеколог и земање на тие брисеви. Велите во текот на целата бременост да не била на никаков преглед. Има ли такви случаи? Дали има. Секако, и со оглед на тоа дека јас работам во приватна болница, поретко и се случува да сретнам жена што никогаш не била, меѓутоа можно е идат, поготово жени што живеат, не знам, подалеку, жени што имаат повеќе деца од друга некоја, да речеме, социјална средина, историја и во други земји исто така каде што се поретки прегледите и така натака. Меѓутоа, за жал се уште има неконтролирани жени, во смисла само потврдиле бременост или на средина, па не дај Боже, тогаш се случуваат тие несакани работи каде што доаѓа од еднаш тешко болна трудница во некоја поодмината бременост со нерегулиран притисок, со инфекции или слични работи каде што веќе борбата за плодот и за трудницата веќе е на некој друго ниво, а тоа би можело да биде превенирано доколку навремено се диагностицирали и се лечеле тие состојби. Тоа е тој ризикот неодење на, да речеме, на лекар. Да. Добро што го споменавме уште на самиот почеток, односно во првото тромесечие, за да преминеме во второто тромесечие. Значи, веднаш да кажеме дека задолжителни се прегледите, дека треба да одат редовно на контроли, да ги прават сите овие испитувања, сите овие анализи, за да бидат и тие здрави и да го заштитат своето бебе. Второто тромесечие, која недела е, што содржи? Значи, второто тромесечие во принцип е после завршувањето на 12-та недела и главен акцент на второто тромесечие, на што сите го очекуваат, е тој некој втори ултразвучен скрининг или главен скрининг, што го викаме, меѓу 18-та и 22-та недела, каде што практично се гледа анатомијата на фетусот. Значи,
тука фетусот е доволно голем и неговите органчиња се доволно развиени за да може ултразвучно да го еволуираме, а се уште има доволно вода и простор во матката за да слободно се движи, да можеме да направиме убава евалуација. Така да по органски системи се гледаат сите овие органи од мозокот на фетусот до срценце, раце, нозе, бубрези, уринарен тракт, сега желудник, не знам што не спомнав. Тука се стандардно се прават, мислам, да речеме, често трудниците доаѓаат со семејството, каде што сега со новите ултразвучни апарати се прават и убави слики на фетусот, па радост е, па машко е, женско е, личи на ово, на оно, нели, сите сакаат да знаат и сакаат да се, па добро, нели, тоа има, види како личи на мене, на тебе, исто така, значи, збориме за, нели, убавиот момент што треба да се сподели тогаш, освен фетусот се гледа, значи, и околу плодовата вода, постелката како е, каде е поставена, дали е правилно инсерцијата, може тука да се гледа и должината на грлото на матката. Значи, практично, ако сме исклучиле некои работи во првиот триместар, овдека, значи, правиме една комплетна еволуација на тоа што може да се види на ултразвук. Значи, така. Кога ја водите бременоста како патолошка или одредувате дека е патолошка? Во првото тромесече или во второто? Зависи. Може да биде од почеток патолошка бременост, со оглед на тоа дека може да станува збор за жена што има некоја преекзистенцијална болест, може и една здрава бременост одеднаш да премине во патолошка бременост, така да затоа е тоа следење, окей, така да не исто, значи жена која што на пример имала не знам, повеќе фетални загуби, од почеток би била високоризична бременост или жена која што има некое хронично заболување, како диабет, како преекзистенцијална хипертензија или сега некои други системски болести, хронични, кои што би биле ризик за или срцеви заболувања, ризик и за самата трудница, секако доколку трудницата е во некаков си ризик би било. Значи, склоност на тромбози, некои други работи. Значи, се тоа работи кои што затоа е важен и првите прегледи, каде што се запознаваме со анамнезата, секако и некои недиагностицирани претходно состојби, кои што може би ги имала претходно трудницата, не знаела, па се појавуваат и ги откриваме, например, за прв пат во бременоста. Например, некои анемии кои што се под очекуваните вредности за таа гестацијска старост, може да излезе на да имам, не знам, таласемија и така натака, меѓутоа сега да не навлагам во некои специфични тоа се ретки болести кои што така. Болести, меѓутоа може многу да се открие во сите тие рутински контроли. Така. Во овој втор триместар, освен прегледот, што друго можете да направите? Значи, веќе во овој триместар, освен стандардните работи што се прават, доколку имала претходно пациентката во првиот триместар некоја инфекција, се прави контролен бриз или контролна уринокултура да се види како е што е. Исто стандардно се мерат притисокот и тежината. Веќе почнуваме да ги следиме феталните движења на ние, трудницата веќе почнува да си ги осеќа и се чувствува веќе полабаво во врска со тоа дека се е окей со незиното бебенце во контакте со неговите движења низ стомакот и така натака. И овој период во суштина вториот триместар е, да речеме, најубавиот за трудницата, бидејќи, условно кажано, поминало оној прв ризик во првиот триместар, почнува трудницата да добива повеќе енергија, повеќе сила, а се уште се чувствува не толку тромаво како што ќе биде во третиот триместар, и овој е оној убав период каде што може и да шета, и да планира, и да купува за бременост, и да се радува и така натака. Со овие прегледи ние не сакаме само, нели, цело време ги држиме под стрес трудниците дека мора, него бременоста е една убава состојба каде што треба да се ужива во нејзе во денешно време, колку пати, еднаш, два пати, три пати
сме бремени, така да и некогаш и од прегледите не мора Бог знае што да се кажува, него едноставно да се каже во рете, продолжи така како што правиш и тоа е тоа. И од една страна и да ги опуштиме, да не бидат толку грч стегнати, поготово поплашливите жени или првородките или така. Кога велиме дека во овој период од бременоста може да се откријат и некои хронични болести, може да и се каже на жената дека има нешто што претходно не го знаела, каква е незината реакција? Што е она што вие треба како гинеколози да го надминете заедно со неа? Ова е, да речам, од психолошки аспект разговор кој што исто така треба да го направите, бидејќи може да биде вознемирена, треба да ја успокоите. Може едноставно заради тоа што се јавуваат, да речеме, отоци и ако и соопштите дека тоа е штетно и по плодот, да се вознемири, да настанат разни, да речем, и психички компликации. Добро, ова е вака се широка тема. За отоците најчесто се физиолошки, меѓутоа може да бидат и патолошки, ќе го кажам, тоа е подоцна. Во врска со некои преегзистенцијални болести што може би ги имала или не, значи тие што доколку притисок се појави многу рано во бременоста, значи збориме за покачен крвен притисок, велиме дека најчесто дека тој постоел и претходно, дека не се јавува првпат во бременоста. Друго е доколку се јави на крајот бременоста, кој што може би е поврзан со самата бременост. Исто така е и со дијабетот, кој што може да биде гестацијски, тоа значи дека индуциран од самата бременост и вообичаено се јавува малце во подоцнешна бременост и со скринингот за гестацијски дијабет и така натака. Меѓутоа, доколку при некоја рутинска контрола на гликемија во рана бременост видиме покачен шеќер, индицираме некои додатни испитувања со кои што би се видело лабораториски како била регулацијата на шеќерот во изминатите бременности и можеме тогаш за прв пат да откриеме, например, некоја трудница која што не знаела дека во суштина има дијабет и дека прв пат се открива во бременоста, а не прв пат се појавува. Доколку го откриеме, зборам порано. Така да сега тоа е некоја, се фокусирам на дијабетот, пошто едната од почестите работи што може да сретнеме како преегзистенцијална. Нели, треба да се одреди терапија, дали тоа ќе биде само диета или јачење или инсулин и така натака. Тоа е малку, нели, стресна и специфична состојба каде што трудницата ќе треба и како да внимава на исхраната и на регулацијата на гликемијата, која што може да биде штетна и по не само, нели, по незиното здравје, него и по здравјето на плодот. Истото се однесува и за хипертензијата и болестите поврзани со незе, како и некои бубрежни болести и други работи, али тоа се веќе ќе зборуваме и за тоа, секако и за отоците кои што многу често се јавуваат во бременоста. Да го чуеме гледачот само. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден и да имате убав ден и среќен празник и голем поздрав до докторката. Прекрасна Ирена Шоплиновска, која вреди, која многу ми помогнала и немам коментар за нејзе. Вреди за цела Македонија. Поздрав до нејзе и до Сисин. Добро. Благодарам. Еве, супер. Кај нас во ординација доаѓаат само добри доктори. Еве и денеска имаме еден таков, доктор Ирена Шуплиновска Јордановска. Сакав и за отоците малку да позборуваме. Обично во овој период од бременоста се јавуваат првите отоци. Во кој? Во второто. Во второто. Во второ, најчесто во трето, што значи тоа станува физиолошките отоци е редистрибуција на телесните течности, значи кои што ради венската стаза, притисокот на стомакот врз вените и долните органи, тоа најчесто почнуваат, нели, најчесто се на нозете и на степалата. Тоа се тестести, да речеме, отоци, кога ќе се пипне, се прави како отисок. И нивната одлика за тие што се физиолошки е дека се повлекуваат
со одмор, со елевација на нозете, со раздвижување и слично. Значи, и тука е препораката да не се носат некои, не знам, некои кондури или не знам чорапи кои што доле кои што ќе стегат и така накада, доколку пациентката има, жената има некоја работа со седење, се препорачува под бирото бар малце да ги мрдаат стапалата или да стане да се раздвижи. Значи, тоа нема врска со пиење течности, напротив, треба да се пијат течности, треба да се ограничи количината на сол, тоа е веќе и познато. Така да најчесто се на стапалата и на подколениците, и нивната одлика е дека со одмор, значи хоризонтализација или левација малце кога ќе легнат, може да ги стават нозете повисоко од трупот, значи на перница и слично, и тие ќе поминат. Доколку поретки се физиолошките отоци на остатокот од телото, не дека не се случуваат, знаат и прсти и раце да отечат и така натака, меѓутоа ние се плашиме од доктори од оние патолошки, да речеме, отоци кои што се поврзани со губење на протеини преку урината и правење на отоци од таа причина. Значи, тие отоци може да бидат, значи, со губење, со протеинурија, може да бидат поврзани и со покачена тензија, каде што може да станува збори за една состојба што се нарекува преекламсија и која што може да биде и високо ризична, секако треба да биде водена во соодветна установа, со добра терапија, со проценка кога, како и што, до каде може да се контролира и регулира. И затоа таа, да речеме, да се навратам, биохемиската анализа, со една биохемиска анализа на урината, каде што во урината гледаме дали има протеини или не, можеме на некаков начин да разграничиме за каков тип на отоци се работи, дали таа протеинурија е минимална и толерантна, дали е премногу голема и загрозува бубрезите, трудниците и така натака, и еден, други клинички лабораториски исследувања што ние ги правиме, со кои што правиме диагноза и одлука што и како натака да се третира може ли бременоста. Да му оштети на плодот? Се теоретски, да, се може, зависи во која недела е тоа направено. Друго е кога ќе биде во 10-ти месец, каде што ќе ја породиме трудницата и таа приказна ќе се заврши со завршувањето на бременоста, меѓутоа ситуацијата е специфична доколку тоа се појави во порана бременост, каде што плодот не е се уште зрел за надворешен живот или е се уште прематурен, а самата состојба ја загрозува мајката, па се прават некои одлуки каде што се одлучуваат, меѓутоа тоа се веќе високо специфични работи и високоризични бременности кои што припаѓаат за болница и не се вака сега за да ги оптоваруваме. Добро. Ајде тогаш да ги релаксираме со блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со последното тромесечје. Евене назад во студио, Алфа Ординација, задолжителни скрининзи во бременост е нашата денешна тема, а наша гостинка е доктор Ирена Шуплиновска-Јордановска, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџибадем Систина болницата. Стигнавме до третиот триместар. Ајде да кажеме кои се тие последни недели од бременоста на жената и што се треба таа да направи во тие задолжителни прегледи. Значи, третиот триместар е оној веќе кој што сме многу трудни, што е веќе големи, каде што веќе исчекувањето се зголемува, и нервозата, и потешки стануваме. Не само јас зборам во множина, пошто сум била мајка и сум ги поминала тие работи. И самата жена веќе е доволно долго трудна да
научила некои работи, како се чувствува, како да го чувствува плодот, што значи повеќе да мрда помалце, што значи онако ќе се раздвижи, како влијае веќе на сонот и така натака. Голем дел имаат и несоници и слично, и што повеќе се во поголема неизвестност и како ќе биде веќе се доаѓа до прашање како ќе се породам, дали се ќе биде окей, кога ќе се случи настанот, што треба да чувствувам, какви се болките и контракциите. Значи како се доближуваме кон крајот на бременоста, прашањата и разговорите со трудницата почнуваат да се движат во таа насока. Тука почнуваат и контракциите на матката и тоа да се објасни што е нормално, што не е, значи грижата околу тоа. Секако имаме и ултразвучни, значи прегледи, посебно таму негде помеѓу 28 и 32 недела, каде што уште еднаш се гледа растот и развојот, значи на плодот, по смисла дали расте соодветно со гестацијската недела. Во овие недели најчесто се случуваат застоите на раст на плодот од различни патологии, така да тука се откриваат тие работи и често се прави и доплер, значи се одредува протокот на крвта низ папченикот до детето и доколку се е во ред, значи еднаш месечно се доволни прегледите, се додека не стигнеме до на баш последниот месец, каде што прво да не заборавам, значи во помеѓу 35-та и 37-та недела во ова тромесечие се прават уште едни вагинални брисеви, тоа е за бриз за стрептокок од група Б, кој што е чест, да речеме, патоген, по мајката не е многу опасен, може да биде, меѓутоа може да биде опасен, да речеме, за детето во смисла на здобивање на инфекција кога ќе минува низ родилните канали, така да тој скрининг на таа вагинална инфекција, доколку се покаже дека е позитивна за таа бактерија, треба интрапартум да се ординира, значи антибиотик за да се заштити бебето. Значи тоа се прави рутински кај матичен гинеколог или во установата каде што се планира да се породува. И тоа е задолжително? Тоа е, да, тој спаѓа исто во задолжителните прегледи. ЦТГ да не заборавиме. ЦТГ, да, тоа е теглам. Значи, ЦТГ-то вообичаено по навршена 37-ма недела почнува да се прави, доколку е се во ред со трудницата, еднаш неделно е сосема доволно, заедно со ЦТГ-то. Значи, што значи ЦТГ, кардиотокографија, тоа е еден апарат со две пелоти кој што го ставаме, значи, на стомакот на трудницата, кој што со едната, ајде да ги наречам слушалки, народски кажано, пелот, со едната се слуша чукањето на срцето на фетусот, а со другата се става на фундусот, значи на матката, каде што се открива, каде што се регистрираат контракциите на матката, односно утериниот активитет. И со тоа, значи, ние оценуваме каква е работа на срцето, односно каква е кондицијата на плодот во веќе поодмината бременост пред раѓање, дали постои утерин активитет кој што трудницата може и да не го чувствува, така да ни ја дополнува сликата за состојбата на бременоста во тој период. Исто така се прават ултразвучни прегледи, не толку за нешто за мерење на детето, во смисла се гледа околу плодовата вода и зрелоста на постелката. Значи, дали имаме доволно околу плодова вода, да не е премногу намалена, што би бил предзнак за породување и така натака, дали има доволно околу плодова вода и слично. Доколку бременоста го надмине веројатниот термин, пошто не сите трудници треба да се породат во 40-та недела, терминот е од 37-та до 42-та недела, доколку имаме услови се уште за чекање, плодот ако има доволно околу плодова вода, ако се уште не е спремно грлото, нели, подготвено за породување, после 40-та недела, тие, да речеме, прегледи со ЦТГ би биле и почести. Да.
После доаѓа породувањето, тоа е за некоја друга емисија, нели? Денеска ќе се фокусираме на прегледите, затоа сакам во останатиот дел од емисијава да ги споменеме оние бременности кои што се малку поразлични. Например, вон материчната бременост. Дали жената ги поминува сите овие прегледи? Задолжително. Дали има нешто плюс што треба да се направи? Значи, вон матерична бременост е нешто што не трае долго, или трае многу Колку и да трае. многу кратко, не дај Боже да се открие, тоа е значи состојба која што може да биде ризична по живот на мајката доколку дојде до руптура на органот каде што е имплантирана таа вон матерична бременост. Значи најчесто се наоѓа во тубите, во јајцеводите, може да се наоѓа на јајникот, може да се наоѓа во грлото на матката, ако не е во самата внатрешност на матката, секоја друга бременост е вон матерична. Сега со почестите хируршки интервенции на матката неретко се случува и на претходниот оперативен рез да се случи да имаме имплантација на вон матерична бременост и во исклучително ретко случаи може абдоминална бременост закачена на некој од на перитониумот од абдоминалната празнина и слично. Некои од жените прокрваруваат, голем дел имаат и болки, сами доаѓаат, меѓутоа за жал може без никаков предзнак, значи некоја бременост која што е имплантирана во јајцеводот да дојде до незина руптура и жената да дојде практично се шокирана, искрварена и слично со нешто што би било индицирано хитно хируршко лекување. Има и такви кои што може да се решат со инекции, да кажам, да не ги споменувам кои што како. Така да ектопичната вонматеричната бременост е високоризична состојба, значи по животот на мајката. Значи тука не станува, не станува збор за ништо друго. Што е со РХ негативните жени? Значи, РХ негативната група, значи мајките затоа треба уште на почекотот од бременоста да се одреди крвната група. Во зависност од тоа дали претходно раѓале, дали биле имунизирани, дали била дадена РХ профилакса, какви деца родиле, дали РХ позитивни или негативни. Значи, РХ заштитата е во суштина за наредните бременности. Оваа бременост, мајка што е РХ негативна, не знаеме какво дете, да речеме, носи во смисла каква крвна група има детето и дали ќе имунизира мајката со своите еритроцити. Доколку ја имунизира, после за наредните бременности мајката може да му наштети на следниот, да речеме, плод, затоа е таа потребна РХ профилакса и скрининг за тие работи. Исто така, при РХ профилакса се дава и при секое пообилно крварење во бременоста, каде што би се очекувало мешање на крвта на фетусот и на мајката. Даваме редовно при интервенциите, како амниоцинтези и хорион биопси, исто така се дава и при абортуси на РХ негативни мајки, со оглед на тоа дека не знаеме каква крвна група е плодот. Вообичаено РХ профилакса би се дала во 28 гестацијска недела, истата инекција штити антидетел околу 12 недели, значи до породување, и после тоа повторно се дава до 72 часа од породувањето, доколку на испитувањето на новороденото откриеме дека истото е со РХ позитивна крвна група. Значи, менеджирањето на таа состојба и незаборавањето на овие, значи, испитувања и давање на оваа профилакса и како суштинско, додека не била воведена претходно, имало, значи, многу неуспешни бременности после првата заради оваа сензибилизација на мајката со фетални еритроцити. Од кога е воведена оваа РХ профилакса, таа РХ сензибилизација практично е искорената, да речеме, и ретко се судруваме со случаи во кои што имаме мајка со РХ сензибилизација и инкомпатибилија, кои што има посебни протоколи за следење на нив, меѓутоа во денешно, во ново време, тоа е исклучително. Не дека не постои, меѓутоа е веќе исклучително ретко.
Добро е што е така. Во годините наназад не можеа да се пофалат докторите со ова, но медицината оди напред и се грижи за пациентите, дури и за тие неродените. Така е. Што е со жените кои што решиле да станат мајки во поодминати години? Да има со среќа, никогаш не е доцнасаш. Значи, трендот на подоцнежно родителство, мајчинство е се поголем, нели, во светот. Не знам, за жал или за среќа, се едно се одлучуваат покасно во смисла, тука има, нели, академско усовршување, професионално, па ајде да се вработиме, па да милион причини, некој од нив и кој не го нашол и вистинскиот партнер или желбата за родителство се јавила подоцна, секако и животниот век е продолжен. Меѓутоа, за жал, биолошкиот часовник е таков каков што е, без разлика што постојат соодветни методи, и не е исто жена прв пат да раѓа на 40 години, да речеме, и ова да биде трета бременост. Значи, нити на организмот му е исто, нити на психичката состојба на жена и притисокот да се, нели, да се забремени, да се износи здрав плод и ризиците што саме по себе ја носат, ги носи возраста. Ама и вас, докторите, не ви е се едно со... Не мора, значи не мора ништо да значи, секако една 40 годишна, еве, ајде да речеме 40, не е ни старо, не е ни младо во смисла на за раѓање. Може да биде најчесто се да биде во ред, да износи бременост како 20 годишна девојка, да нема буквално никаков проблем. Меѓутоа, често тие трудници на таа возраст и подоцнежна се трудници кои што лечеле долгогодишен стерилитет, кои што од одредени причини одложиле или не можеле, кои што се соочиле со некои претходни неуспешни бременности или неуспешни инвитра или инсеминации или претходни операции или некакви други болести, така да кај нив не само физичката состојба, туку и психолошката подкрепа и водењето на нели на трудницата ни стои процес, дека поддршката, дека се ќе биде во ред, дека ништо не мора да значи тоа претходно што се случило, дека овој пат е вистинскиот и така натака, е тако и како важен. Значи, свесноста веќе повозрасна, свесна е за своите години, дека можеби се некој од ова од последните шанси и така натака. Значи, друг е односот на таа жена кон бременоста, отколку 20 годишна девојка која што, нели, тек сега почнува да раѓа. Секако и со годините болестите кои што се јавуваат и физиолошки во подоцнежни години се почести кај повозрастните трудници, посклони се кон некои работи, отколку да речеме некои помлади. И во подминатата бременност задолжителните скрининзи за кои што зборувавме денеска се задолжителни за таа трудница, има ли дополнително нешто што таа мора да го помине? Во принцип препораките се за трудниците над 35 годишна возраст стојат се уште да се прави амниоцентеза. Меѓутоа, тоа не е обавезно. Не значи дека почасовник сега вчера си имал 34 години, 364 дена, утре имаш 35, дека мора да го направиш. Тоа е пак севкупно од ултразвучните скрининзи, исто и од желбата на мајката може да одбие. Стои како препорука, меѓутоа не е сите се уплашени, леле имам 35 години, дали мора да се направи. Одговорот е дека се препорачува, но не мора. Треба. Не е задолжително. Гаранција нема на ултразвукот, едино нешто што во моментов е златен стандард и дава 100% гаранција дека бројот на хромозомите е добар, е амниоцентезата или хорион биопсијата. Хорион биопсија е една метода каде што се земаат ресички од постилката, која што се прави во помала бременост, околу меѓу 10 и 12 недела, за разлика од амниоцентезата, каде што се зема околу плодовата вода со многу тенка игла, со процедура која што е ниско ризична, меѓутоа сепак
тој ризик постои и мора да се објасни на пациентките. Меѓутоа секако дека доколку има индикација за правење на истото, дали некој ултразвучен маркер, дали се едно возраста на пациентката и како незината диагностичка важност го надминува ризикот од било што во врска со амниоцентезата. Тој ризик е навистина многу мал. Така. Интересно и вредно да кажеме за нашите гледаци како информација дека во болницата каде што работите вие, Аџибадем Систина, се организираат бесплатни предавања за трудниците и тоа е една убава можност да бидат навреме информирани за се она што практично треба да го знаат, но во исто време и да прашаат она што им е нејасно. И секако дружбата со тимот кој што работи во Аџибадем Систина и кој што се грижи за здравјето на трудниците и на бебињата, се запознаваат со трудниците. Ајде да им дадеме информации на нашите гледачи со која динамика ги правите тие предавања, кои се темите, да знаат и како да присуствуваат. Тоа се предавања кои што почна пред некоја година во циклуси, значи по неколку предавања, после почнуваат од почеток, вообичаено негде во летниот период се прави пауза. Тоа се многу корисни предавања, многу посетени предавања. Се одлучивме за нив баш заради тоа што пациентките имаат многу да прашаат, без разлика дали се лечат во нашата болница или не, бидејќи сега со социјалните медиуми и со информациите достапна на секакви вистински или лажни, веродостојни или не, прават огромна забуна, значи кај пациентките, не знаат што е точно, што не, нешто чуле, не дочуле, разбрале, не прочитале, не разбрале и слично. Така овдека на еден интерактивен начин со едни предавања каде што и они може да заземат активно учество во смисла да прашаат нешто, да се дообјасни совет конкретен за нивната бременост или за терапијата која ја примаат. Тематски се направени, значи, предавањата, значи и за ако имаме предавања, значи гинеколошки, тоест акушерски предавања, имаме предавања за новороденото, за правилна исхрана, за анестезија во тек на породувањето и слично. Ние како гинеколози неколку лекари се менуваме, од тие што ги држиме, значи, предавањата и се навистина, значи, една корисна алатка и за трудниците да не упознаат нас како лекари и нашата болница и атмосфера, да им дадеме поддршка, да ги опуштиме, да одговориме на некои нејасноти и да им објасниме, еве, од прилика вака овие работи што сега ги зборувам. Кои се најчесто поставувани прашања на овие предавања? Најчесто има баш секакви прашања. Па најчесто се во врска со скрининзите, во врска со некоја терапија хронична што ја взимаат, во врска со дали ако прокрвареле, дали да лежат, колку да лежат, за некои препораки за исхрана, за некои нивни специфични работи кои што ги имаат. Значи, тоа се баш буквално прашања кои што вие ми ги поставивте и кои што ги обработивме во емисијата, значи се врти околу тоа. Од начините на породување, од што значи, пример, сум се породила минатиот пат со царски рез, дали мора сега така или може и природно. Мислам, тоа се баш онака спонтани, интерактивни прашања. Секој кој е заинтересиран може да дојде со најава, нели, на овие предавања, не мора да е пациент во Аџибадем Систина. Се јавуваат нели пациентите на телефон за да се најават дека ќе присуствуваат и секако можат да дојдат. Колку трае едно предавање? Предавањата се, значи, секоја среда од 7 часот попладне до 8. Од 19 до 20. Да, од 19 до 20. Обично, нели, предвидено е 1 час, неретко се задржуваме и малце понатака со оглед на тоа дека има доста прашања. Може секој да дојде, значи доаѓаат
жените, доаѓаат оние што дури и нетрудни, што се идни, што планираат следна бременост, доаѓаат со мајки и сестри, со своите партнери, значи не е тоа само за жени, многу често доаѓаат и татковци, и татковци, Дозволено е, значи. дозволено е, и татковци прашуваат прашања во врска со своите жени, така да... Така, планирано е оваа среда сега да има предавање или? Да, да. Темата ја знаете или допрева треба да ја договорите? Не сум сигурна, јас бев на минатата среда на предавањата, за скрининзи исто така предавав. Оваа среда сигурно има на сајтот на Аџи Бадем Систина, што ќе биде следното предавање, да. Може да погледнат нашите гледачи и секако има ли посетеност? Доаѓаат ли? Да, има посетеност. Да. Добре. И корисно е да се дојде, да. Добро. Еве ќе препорачаме да присуствуваат на овие предавања, да ги постават прашањата кои што може би им се нејасни или се во дилема. Јас ви благодарам за денешното гостување во Алфординација. Ви посакувам многу здрави бебиња и се гледаме во некое друго издание со нова тема. Благодарам на поканата. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието. Останете и натаму со Алфа телевизија, интересни содржини, програма наменета за нашите верни гледачи, секако и денеска ќе уживате. И да напоменам дека денешната емисија репризно можете утре да ја погледнете во 15 часот. Имајте убав ден, довидување.